На крајот од Битола, далеку од асфалтираните улици, на чекор од шумата која гореше во летните пожари, во Баир Мало, живее семејството Раифовски. 5 години осумина во една соба, но конечно сонот на ова семејство се исполни, изградија дом онаков како што посакува. Седнати во новоизградената соба, чии ѕидови уште мирисаа на свежа вар, се присетуваат како бил животот до пред 2 месеци. Велат, тешко се живееше во малото сопче без никакви услови за живот. Вода имавме во една чешма, само се служевне. Значи, струја немавме доволно, во една соба имавме и кујната беше изградена, а друго немавме ништо. Тешко ми беше многу, кој не беше изградено. Сега многу ми е добро. Во една соба не се лежеш. Немаше простор. Снаата на Миле се нада, задолжена за домашните работи во куќата, раскажува за мачниот живот пред да го изградат новиот дом. Децата ги бањала во корито, во единствената соба во која живееле сите заедно. Инаку ние имавме надвор. Надвор имавме начешно. Овде немаше ова за пералната, немаше кај да пера, на раци пере. Миле Раифовски собрал храброст, отишол во штедилницата Можности во Битола и прашал дали може да добие кредит, затоа што сака да изгради дом. Не верувал дека ќе му дадат заем затоа што нема постојан приход, работи приватно, со сопругата оди по битолските села и продава текстилни производи. Ја прашал госпожот Александар дали може да добијам јас кредит за реновирање на куќата. И таа рече, ќе дојдеме горе, ќе видиме, ќе сликаме, ако има можности, ќе ви помогнеме. Дојде ја сликаја, поправивме муавет, колку пари ќе ви треба, и ви ни прилика рековме дека и 4000 евра ни треба. Нема зборови со кои може да се опише среќата кога дознале дека кредитот им е одобрен. Мојот сон што сакав јас да го изградам, да го остварам, значи беше тоа многу возбудливо. Кога слушнав дека ќе ми се одобри кредитот, дома седев и дури одместо рипнав едно метро, дека ќе може да изградам мојата куќа, да види моите внуче, моите деца да може да се капат како луѓе. Ги поврзале со невладината организација Хабитат, кој им помага на луѓето со ниски примања да добијат пристоен дом. Оваа невладина организација е дел од Habitat for Humanity International, благодарение на која за 30 години се изградени на 200.000 куќи за повеќе од 1 милион луѓе. Сите тие учествувале во изградбата на своите домови. Семејството Раифовски градежните работи ги завршиле за 2 месеци, поставиле вода, струја, изградиле и купатило. Домаќински се работело за да стигнат парите. Миле одел по стовариштата низ Битола, барал поевтин материјал. Со зборови не може да се докаже од радост, од возбудлива што беше толку радосни, и кога работевме со војна, со кеф, значи ќе имаме добар дом. Со насмевка на лицето сите раскажуваат колку е убаво сега да си дома, во новите соби, со мерак да пречекаш гости, да имаш каде да им понудиш да седнат. Се прават и планови што се треба да се купи за да се доопреми куќата. А ми сакаме регалче и ќошами сега да земот, таму празни ми се собите. Сакам да се наполнам маце. Сега и е лесно и на снаата на Миле и Раифа. Има повеќе соби за чистење, ама тоа не и представува проблем. И децата имаат каде да си легнат, имаат место да трчаат низ куќа. Многу бев среќна, дека ќе се прави куќата, дека ќе имаме можности за капење, за седење, за повеќе простор, за обоготвење, да си мијаш фагани на убо, во кујна, сместени, како што треба. Двата сина на Миле не беа дома, по цел ден работеле. Мачно им е, тешко им е, ама и заработуваат. Мора да се прехрани семејството и да се врати кредитот. Едниот син работи, тој работеше по улици, тоалетна, салфетка, сапунчина продаваше, и сега е вработен во пазарот, разносува кафе по тезгаджите. Значи дневно зема 250 до 300 денари, дневно, секој ден. А едниот син, тој оди по железо, што ќе најде, железо, бакар, аламин, тие работи ги збира, значи и тој заработува 500, 600, 1000, зависи, некојаш 1500 денари.
Само за 2 месеци животот на ова семејство се променил во целост. Се разбира на подобро. Свесни се дека имаат уште работа околу новата куќа, но тоа ги исполнува со радост. Откако најголемиот сон да добијат пристоен дом им се исполнил, членовите на ова скромно семејство сега знаат дека сите соништа можат да им станат јаве.